рекламите, време за вестите на Ирис телевизија. Делегација од Штипскиот универзитет Гоце Делчев заминува во посета во Турција, каде што ќе се разговара и за проблемот со непризнавањето на дипломите на турските студенти кои студираат на некој од факултетите. Турција пред 5 месеци одлучи да го раскине договорот со Македонија за признавање на македонските дипломи од сите образовни нивоа. На 200 турски студенти од Штипскиот универзитет беа вознемирени кога турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган ја донесе одлуката во декември минатата година, а на сила стапи во февруари годинава. Но од Штипскиот универзитет пристигнуваат смирувачки тонови. Сметаат дека разговорите за решавање на овој проблем одат во добра насока. Се уште немаме дефинитивни информации, меѓутоа се оди кон подобрување, односно кон олабавување на оваа одлука. Сметаме дека ние како филолошки факултет доста направивме напори во однос на ова прашање да се реши, бидејќи најзагрижени се нашите студенти. Еве имаме добра координација и со Турскиот културен центар во Скопје. Кузмановска вели дека наскоро во Турција ќе замине делегација од Штипскиот универзитет, каде што ќе се разговара за проблемот со непризнавањето на дипломите на турските студенти кои студираат во Штип, Скопје и Битола. Студентите од Турција како атрактивни факултети на Штипскиот универзитет ги бираат факултетот за медицински науки или се запишуваат на некој од техничките факултети. Пред да се запишат, мора 2 семестри или 1 година да го учат македонскиот јазик на филолошкиот факултет. Државниот испитен центар ги објави прашањата за екстерното тестирање за учениците од основно и средно образование на својата официјална веб страница. Распоредите за тестирање ќе бидат објавени на 29 мај, а тестирањата треба да се одржат од 5 до 9 јуни. Учениците ќе полагаат 2 предмети кои ќе ги дознаат 3 дена пред тестирањето. Прелиминарните резултати треба да бидат објавени на 15 јуни, пошто во наредните 3 дена може да се поднесуваат приговори. Конечните резултати ќе бидат објавени на 27 јуни. Сотапани сценска адаптација денес во Штипската библиотека Гоце Делчев беше промовирана книгата Традицијски верувања и обредна пракса околу раѓањето кај овчеполците. Автор на делото е магистар по етнолошки науки и новинар Трајан Ристевски. Сударот на тапанот и кратка сценска адаптација на членовите од школата за фолклор при Академијата Евроарт. На изворен и уникатен начин беше означен почетокот на презентацијата на новата книга во издаваштво на Штипската библиотека, насловена Традицијски верувања и обредна пракса околу раѓањето кај овчеполците. Автор на делото е магистар по етнолошки науки Трајан Ристовски. Книгата всушност представува публикација на мојот магистарски труд, кој што е плод на 2-годишна теренска и теоретска истражувачка дејност. Во него се концентрирам само на еден дел од богатото културно наследство, конкретно на обредноста околу раѓањето кај етничката група овчеполци кои што се дел од македонскиот народ. Темата е одбрав од причина што досега овој сегмент од духовната култура не беше воопшто истражен и затоа што немаше никаков пишан документ. Книгата е монографија, која преку изјави на информатори, компарации, научни вистини и факти на читателот му овозможува да патува низ времето, да го визуализира минатото и да го осознае тогашниот начин на живење. Нуди увид во етнокултурните карактеристики, а реалот кој го населува и социоекономската состојба на истражуваното население. Преку презентацијата на обредната пракса, која е нераскинлив дел од народното верување и нејзина анализа, се восприема светогледот на традицијскиот човек за светот што го окружува. Во трудот се прави и паралела помеѓу некогашната и сегашната состојба во обредноста, поврзана со раѓањето, и интересно е да се увиде колку денес таа се реализира во оригинална, изменета или унифицирана форма со припадниците на различни етнички групи, без поголемо религиозно значење и функција. Може слободно да кажем еден од поквалитетните магистарски трудови бранети во нашата институција. Самиот наслов на книгата ни кажува дека во книгата пред се се опфатени верувањата и обичаите што ги практикувало населението во овчеполието, а тоа е
не само населените места во Чеполинската котлина, значи Свети Николско во потесна административна смисла, туку и поголемиот дел од Штипско и Првоштипско-Златоускиот крај. Ова е еден од трите проекти што во рамките на издавачката дејност се поддржани од Министерството за култура на Република Македонија во 2017 година. Една од најквалитетните книги, монографски публикации со кои што ние аплициравме како национална установа универзитетска библиотека. Библиотеката секако ја печати во соработка со печатницата 2 август. Книгата има за цел да послужи како основа врз што ќе се темелат идните етнолошки и фолклористички истражувања на обработуваната тема. Со несекојдневна уметничка инсталација која беше поставена на градскиот плоштад, денес невладината организација Гласно побара повторно да проработат градските чешми. Денешната инсталација е во рамки на кампањата Вода за сите. Употребени се околу 1000 пластични шишиња, а во изработката која траела помалку од една недела биле вклучени неколку млади креативни луѓе. Имаме искористено околу 1000 шишиња, се со другите платна. И целта на ова акција е да подигнеме свеста на граѓаните и локалните власти да го решат овој проблем во што најскоро време, бидејќи на нас граѓаните ни се потребни фонтани или чешми за пиење вода. Како што може да забележиме во нашиот град Штип, имаме многу нефункционални чешми или фонтани за пиење вода. Едукацијата е прв чекор кон превенирањето на проблемите во ромската заедница, кои се јавуваат во делот на криминалитетот, безбедноста во сообраќајот и нарушувањата на редот и мирот на граѓаните. На поголема соработка со полицијата и другите институции во заедницата, сметаат граѓанските здруженија. Поголема безбедност на улиците каде живее ромско население бараат граѓанските здруженија. Во Штип како критични ги посочија Радански пат, Косовска местноста Света недела, каде изостанувале полициските патроли, а имало и сообраќајни незгоди поради што безбедноста била загрозена. Да се осигура безбедноста и на децата кои што заминуваат на училиште, а од друга страна и безбедноста на граѓаните кои што минуваат тамо и каде што се одвива и самиот сообраќај. Проблемите со кражбите и нарушувањата на јавниот ред и мир ја наметнале потребата од проекти во делот на едукација за превенирање на состојбите. Затоа од граѓанскиот сектор посочуваат дека е потребна поголема соработка со полицијата и останатите институции во заедницата. Можем да истакнем дека во одредени подрачја каде што живее ромското население, можем да кажем дека оние кои што подлегнуваат да направат одредени кривични дејствија, тука ќе треба да ја зајакнеме и соработката со полицијата и самата заедница, значи со одредени заеднички средби на вакви форуми да можеме да дискутираме во однос на оние санкции кои што следат, доколку бидат направени, да ги запознаеме со обврските, а секако и да можеме да влијаеме на нивната свест за да не се случуваат вакви несакани појави во самата заедница и да не се створи лоша слика за самата заедница која што живее во Штип. СВР Штип информира за ново разбойништво на улицата Радански пат. Крадец насила и го украл златниот ланец од вратот на Штипјанка. Инцидентните случаи не треба да се сватат како лоша порака за населбите каде живее ромско население, велат Сдруженијето за мултиетничко општество и човекови права во Штип. За оние кои не го почитуваат законот, предвидени се санкции. Важно е граѓаните кои ќе поминуваат низ овие населби, а и самите жители да се чувствуваат безбедни и сигурни, додава Адемов. Општина Виница до крајот на месец мај планира акција за ловување на кучиња скитници. Потребно е собствениците на домашни виленици соодветно да се грижат за истите, подсетува комуналната инспекција. Во општина Виница на крајот од месец мај е планирано да се реализира акција за прибирање на кучињата скитници. Општинскиот комунален инспектор Гоце Ѓоргиев подсетува. Граѓаните домашните миреничиња соодветно да ги чуваат. Крајот на месец мај, односно последниот викенд од мај, ќе се изврши заловување на кучиња скитници и други нерегистрирани кучиња на територијата на општината. За таа цел апелирам граѓаните со своите домашни милиничиња кучиња да постапуваат согласно законот за благосостојба на животните и истите да не ги пуштаат слободно да се шетаат по градот или населените места, за да не бидат заловени од страна на субјектот кој го врши заловувањето, бидејќи за да можат повторно да го одобрат својот милиник, ќе мораат да платат соодветна надокнада на субјектот кој ги има заловено.
И неколкучињата скитници се проблем во речисите општини од регионот. За ловување на кучињата скитници е потребно да се направи во сите градови, затоа што веќе ова станува сериозен проблем. Фудбалските праволигачи во недела ќе ги одиграат надпреварите од 32-то коло со нов термин со почеток во 16 часот и 30 минути. Екипата на Брегалница ќе гостува на тимот на Шкендија во Тетово. Во недела на програмата ќе бидат надпреварите од редовното 32-ро праволигачко коло во кое се среќаваат Шкупи Победа, Шкендија Брегалница, Вардар Македонија Ѓорче Петров, Силекс Работнички и Пелиштер Ренова. Сите надпревари ќе се одиграат во недела 7 мај со нов термин на почеток во 16 часот и 30 минути. Фудбалските третолигачи од групата Исток на програмата ќе ги имаат надпреварите од редовното 27 коло, со цел на гледачите на источниот регион да им ја доловиме атмосферата од вечното дерби Малеш Китго Пехчево што ќе се одржи во Берово. Ирис телевизија ќе врши директен пренос од стадионот Димитар Беровски во недела со почеток од 16 часот. Голем интерес и многу емоции побудува вечето дерби на старите комшиски ривали од Берово и од Пехчево. Повозрастните љубители знаат и евоцираат сеќавање за некогашните дерби надпревари, проткајани со интересни моменти кога во игра били и авиони. Незаборавно е и се уште се раскажува за атрактивното исфрлање на фудбалската топка за игра од авионот за прскање кој надлетувал на теренот во Берово во 70-тите години. Како и да е, средбата помеѓу екипите на Малеш и на Китго Пехчево побудува голем интерес и се очекува рекордна посетеност на љубители на фудбалот од целиот источен регион. Со цел да им ја доловиме атмосферата од стадионот Димитар Беровски на нашите ценети гледачи, спортската редакција на Ирис телевизија ќе биде на лице место на настанот и ќе врши директен пренос кој ќе започне во 16 часот, додека самиот надпревар е со почеток во 16 часот и 30 минути. Еве ги комплетните парови за ова 27 коло. Беласицов Чеполе, Плачковица Работник Ѓумајлија, Каменица Саса Тиверија, Слог 1934 Осогово, Напредок Здраве Радово Василево и Малеш Китго Пехчево. Слободни во ова коло ќе бидат екипите на Брегалница Голак и на Рудар 1947. Надпреварите ќе се одиграат во недела 7 мај со нов термин на почеток во 16 часот и 30 минути. Со последните информации од спортот ги завршуваме вестите на Ирис телевизија. За повеќе посетете на социјалните мрежи. Пријатно!